Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Добар ден, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Денешниот термин во вторник од 11 до 12 часот е резервиран токму за оваа емисија од областа на здравството и медицината. На почетокот од Здравје, како и секој вторник, да ги слушнеме најновите информации од областа на здравството и медицината кои се случија минатата недела и во текот на оваа недела од вчера во Република Македонија. Имено вчера клиничката болница во Штип соопшти дека добила согласност од Министерството за здравство и од Министерството за финансии за вработување на уште 30 медицински сестри, информираа двајцата директори на Штипската клиничка болница. Фондот за здравствено осигурување во текот на минатата недела информираше дека склучил договор со уште 6 нови специјалисти во 4 градови во државата кои станаа дел од мрежата на здравствени установи и со тоа им овозможи на осигурениците да добиваат специјалистичка здравствена заштита на товар на фондот. Имено досега фондот има склучено договор со 173 приватни специјалисти по медицина за кои годишно се исплаќа за исплата предвидени се 201 милион денари. Викендот во Скопје во панел дискусија на владеачката ВМРО ДПМН се одржа и трибина за дискусија за состојбите во здравството. Имено на трибината министерот Тодоров истакна дека здравството не е идеално, има и ќе има многу проблеми и предизвици, но секогаш кога го оценувате, правете го низ призма на споредба какво било и какво е сега. На оваа трибина министерот за здравство во своето излагање се осврна и на системот Мој термин, кој беше воведен во здравството и представува суштинска реформа за која веќе интерес пројавуваат и други држави. Рече Тодоров на трибината организирана од ВМРО ДПМН викендот. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје, мој соговорник е професор доктор Виктор Камиловски, хирург-травматолог во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски. Професор Камиловски, добар ден и ви благодарам што сте дел од денешното издание на емисијата Здравје. Благодарам, добар ден на вас лично, Александар, и на вашите слушатели. И мислам дека ќе имаат можност да слушнат доста добри работи. Така, намерно не најавив јас на почетокот зашто ќе зборувам, бидејќи со вас секогаш има доста теми за разговор, многу прашања, но секако вие сте и многу одговори. Сте познат хирург-травматолог во Македонија, но и пошироко. Она што најмногу загрижува е состојбата со сообраќајните несреќи според статистиката. Во првите 6 месеци годинава има 100 жртви, околу 100 жртви во сообраќајни несреќи и илјадници повредени. Каква е состојбата кај вас во клиниката за хируршки болести? Вие лично работите, интервенирате, ги санирате последиците од овие катастрофални несреќи? Да. Значи, за жал, бројките во црната статистика кажуваат дека од година на година бројот на травма жртвите, пациентите кои се повредени во сообраќајните незгоди се зголемо. Јас ќе искористам оваа можност на вашите слушатели да им кажам едни доста фрапантни бројки, кои што секој возрастен, разумен човек сигурно ќе допрат до неговиот разум. Не се грешка, значи 1,2, односно 1,2,5 човечки животи згаснуваат
во текот на една година долж светските патишта. Не светски патишта дека се тие убаво направени, туку сите патишта во светот. Так. И Република Македонија значи има сообраќајна циркулација, сообраќајни патишта, така да и кај нас се случуваат за жал таквите сообраќајни незгоди кои што завршуваат со смртен крај. Од тие 1.200.000, значи што умираат, ќе ви кажам дека некаде околу 20 до 50 милиони на годишно ниво во цел свет се здобиваат со нефатални повреди, односно повреди скршеници, набиеници, благодарение на напредокот на медицината остануваат во живот и така натаму. Но она што вашите слушатели ќе ги фрапира, ќе се изненадат е следно, дека ние зборуваме сега во овој момент. Секоја 6 секунда не е грешка, по еден човечки живот згаснува. Секој час во текот на едно деноноќе умираат некаде околу 145 пациенти. Директно што се повредени во сообраќајните незгоди. Тоа се званични податоци од Светската здравствена организација. Навистина фрапантна бројка, Александар, и уште пофрапантна е, значи за едно деноноќе умираат некаде околу 3400 луѓе. Така. Кои се најчестите повреди, професоре? Ќе ви кажам најчестите повреди, но да довршам мислата. Од тие 3400 луѓе, значи мажи, жени, деца, тргнуваат се бајле на работа и тие никош нема се вратат во своите домови. За жал, значи нешто што навистина сите компетентни фактори, не само здравството, туку и сите други институции, не само на ниво на Република Македонија. Така мултисекторска област. Мултисекторска, мултифакторијална е причината. Ќе позборуваме за причините и за кои типови и кои видови на повреди се добива. Така, веќе кога сме кај жртвите и повредените, да го надополните одговорот околу повредите, вие во пракса на што најчесто наидувате кога ќе се случи сообраќајна несреќа и кога ќе дојдат пациентите кај вас на клиниката? Значи, само да завршам мислата, од овие 3400, значи 500 деца умираат, загинуваат, тие се најранливата вулнерабилна категорија. Во клиниката јас кај што работам, значи најчеста патологија, значи се траума на локомоторниот апарат од нефаталните повреди, а додека од фаталните повреди кои што се здружени и се работи за мултитравматизирани пациенти, мултитраума, тоа се краниоцеребралните повреди, значи крварење во мозокот, нагмечување во мозокот, на рбетниот мозок, понатамо контузии на белите дробови, интраабдоминални повреди, значи на слезинката, на цревот. Лесно може да бидат фатални. Сите овие скорови, значи една по една го качуваат скорот на скалата, каде што во зависност од возраста, од начинот на лекување, од колку време е поминато од незгодата до самиот траума центар, да, и така натаму. Сега вака. Македонија е членка на една престижна организација која се нарекува Светска здравствена организација. Милениумските цели, една прилика разговаравме и службено и приватно со вас, милениумските цели на Светската здравствена организација до 2050 година е зачувување и напредување на здравјето на луѓето. Тоа и го прави Република Македонија, односно ресорното министерство за здравство и владата. Македонија не смее да си го дозволи тој луксус да биде надвор од овие милениумски цели, односно да биде надвор од оваа престижна здравствена организација. Што конкретно прави ресорното министерство? Ние што сме зависни провајдерите, директните учесници што работиме во траума центрите, без што не можеме. Набавка на опрема. Значи, можам слободно да кажам, во последниве година-две е набавена најсофистицирана опрема која што ни овозможува на пациентите и да ги диагностицираме и да ги третираме, односно да ги оперираме. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија
Здравје! Почитувани, ја слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија со мене Александар Динев, а денешен мој соговорник и гостин во студиото на РСМ е професор доктор Виктор Камиловски, хирург травматолог во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски во Скопје, позната како Стара градска болница. Почнавме, професор Камиловски, со сообраќајките да резимираме, ги слушнавме најчестите повреди кои доста често се фатални и можат да чинат човечки живот. Вие споменавте дека битно е опремата која Република Македонија се труди да води чекор кон новите медицински трендови и секако брзината на транспортот од местото на повредата до траума центарот. Интересно е, додека сурфав по интернет, забележав едни податоци околу прва меѓународна дискусија за конференција така за безбедност во сообраќајот на патиштата, од која и вие бевте дел. Што покажува меѓународното искуство во третирање и исправување со последиците од сообраќајните несреќи? Каде е Македонија на тој пат? Минатата недела, петок, сабота и недела, се одржуваше конгрес кој го организираше Републичкиот совет за безбедност на патиштата и на сообраќајот, и каде што јас имав свое излагање токму за сообраќајниот травматизам. Каде е Македонија? Имаше меѓународни стручњаци од повеќе земји, од регионов, од Грција, од Србија, од Хрватска, од Албанија, од Австрија и така натаму. Значи, добро е што се направи еден консензус, а ќе ви го кажам како заклучок, е тоа дека потребна е дебата, значи резови, хируршки, вака со мојот вокабулар да се изразам, потребна е дебата од повеќе фактори. И тоа преку медицината, односно Министерството, преку секторот здравство, понатаму Министерството за внатрешни работи, понатаму едукацијата, од најмали нозе да се едуцираат дечињата што смеат, што не смеат, како да поминуваат улица, кои се опасностите, од кампањата, да. Вие новинарите, односно медиумите, може многу да допринесете, како и понекогаш добре и самите жртви да го кажат своето непријатно искуство што станало и како станало, бидејќи само малку зголемување на брзината од 30 на 50 км на час го зголемува процентот на смртност за 80%. Така интересни податоци сте ми соопштувале во вакви неформални разговори, значи доколку од 50 до 60 зголемување на брзината е фатално. Значи од 30 до 50, значи настанува така наречените бампер фрактури во зависност од должината на колку оди науката, дали возилото е пократко или подолго. Ќе го удри во подколениците или колкава е висината на жртвата, значи прво тоа е фрст хит. Вториот удар е кога зафрла на хаубата и третиот е кога фрла на асфалтот. Во тие моменти настануваат, значи, дополнителни повреди кои што примерно не настанале од самиот удар импакт со возилата. Она што се напомна на конгресот е организирање на добра прехоспитална служба. Тоа е кај нас она итната медицинска помош и еве јавна благодарност до екипите на итната медицинска помош, каде што навистина доста допринесуваат за намалување морталитетот, односно морбидитетот, односно инвалидитетот на тие траума жртви. Како главна причина се напомена човековиот фактор. Така. Во смисол, значи вие имате имаше дебата, немаме сообраќајна мрежа, немаме добри патишта, немаме ова, немаме она, да рече. Но што е со тие високо развиени индустриализирани земји кои што имаат доста добра развиена патна инфраструктура, а сепак се случуваат, значи, сообраќајни незгоди. Вие кажа бројката, не се повторам во Германија, во Франција, во Америка и така натаму. Значи не е до патиштата, тука е до факторот човек. Пред се возење со поголема брзина од дозволената, возење под дејство на алкохол или опијати и многу важно, еве ова порака нека остане за младата популација, за младите водачи да пишуваат пораки на мобилниот додека зборуваат. По зависност од брзината. Значи, еве, сконцентрирайте се. Ако вози со 50 брзини, километри на час и напише на порака, значи за таа една секунда, значи он поминува 50 метри. Так. Ако вози 80 километри или 100 километри на час, он поминува 100 метри. Значи тоа е едно фудбалско игралиште за една секунда.
Ме разбирате? Така, секако, И можете да замислите да паѓа таа една секунда, концентрацијата. значи не, траекторијата, движењето е 100 метра, знаете што е 100 метра, возилото помине без контрола. Значи тоа е нешто многу и забележано е кога бев во Соединените американски држави на една пракса. Да, кога пишуваат пораки учениците поминувајќи на пешачки. Исто така за 4 пати е зголемен можноста за да настане Така некој. немаат внимание да го следат и Не може семафорот во исто време да вие да гледате дали автомобилите. кола ви оди од една страна или од друга страна и така натаму. Така да доста успешен конгрес и ќе се имплементираат заклучоците за понатаму во оваа дејност. Така, кога споменавте Соединетите американски држави, вашиот престој, предпоставувам, одите и во други држави, други медицински центри, што е она ново што го добиваат македонските пациенти кај вас на клиниката за хируршки болести Свети Наум Најново Охридски? во нашата клиника и мојот престој во Париз, во две еминентни приватни болници, каде што работат артроскопија на рачниот зглоб, кај Кристофер Матолин, професорот, еминентен стручњак. Значи, тоа е едната работа и втората, тоа е артроскопијата на рамениот зглоб. Артро, значи зглоб, скопија гледам во зглобот. Значи, ние со мала камера влагаме во зглобот на рамото и ги решаваме проблемите кои што порано не сме имале солуција. Значи, не сме имале решение за таквите проблеми. Зошто? Заради тоа што друго е кога вие директно ќе влезете во внатре во зглобот и ја гледате целата патологија, а сосема трето е кога ние врз основа на снимката, бидејќи од искуство ви кажувам дека гледаме на снимката една работа, дали обична рентген снимка или магнетна резонанца или било која друга инвестигација, а сосема внатре кога ќе влеземе гледаме друго. Она што го нуди, значи, веќе не се збори за минимално инвазивна хирургија, минимал инвазив surgery, туку се зборува за минимално инвазивна терапија. Така. Значи, ние со самата постапка, интервенција, влагаме во рамениот зглоб или во рачниот зглоб или во колениот или во не е важно во било кој зглоб, го детектираме проблемот, го диагностицираме, го додиагностицираме и веднаш сме во можност да го решиме дали се работи за рамото за скршеница, некоја кој што можеме да истретираме артроскопски, во истиот момент, дали се работи за спортска повреда, луксациите на рамото се чести кај спортистите, или пак се работи кај повозрастната популација, каде што имаат синдром на болно рамо, каде што не можат да подигаат раката, па имаат ноќна болка, па цела ноќ не преспиваат, па наредниот ден се нервозни, бидејќи не спиеле, мозокот останува без кислород, па бидејќи се работи за постара популација, циркулус вициозус, страда мозокот, страдаат виталните органи, и има реперкусии на целокупното здравје. Така да, пациентите кои што ги оперираме со овие новите методи, минимално инвазивните методи, поточно артроскопијата на рамото, се дневна хирургија. Така, Значи, истиот ден, момент. Пациентот доаѓа са бајле, се разбира предходно припрема има анестезиолошка и интернистичка и веќе во попладневните часови си го пие своето кафе со неговите најблиски деца, мајка, татко, роднини. Тоа е предноста. Бенефит имаат не само пациентите, опремата е доста скапа. Така. Опремата е доста скапа. И ако ми дозволите, еве, ја ќе се пофалам со една опрема, операционен стол, мултитаскинг, мултифункционален стол, ергонометричен, кој што ми е набавен пред известно време, пред 2 месеца. И се работи за стол кој што му возможува на хирургот да ги прави сите можни интервенции на локомоторниот апарат, а од друга страна прави го подига нивото на безбедност на пациентот, значи безбедна хирургија, што е тоа тренд сега во светот. Инаку, еве, куриозитет ќе кажам за пациентите, тоа е специјален стол, на пример рамењата ги оперираме во бичија позиција, значи како на стоматолог. Значи не се легнува, значи се во полуседната, полулегната положба. Самиот стол операционен е од графитни влакна направен, така што е пропустен за регенерациите и уште нешто многу важно што ја зголемува безбедноста на пациентот е тоа се технички карактеристики, може да на батерија работи и може да се изведуваат 50 оперативни интервенции. Не 50 часа, 50 оперативни интервенции. Така да и во случај да нема електрично напојување или од некои други причини, еве сега земјотресите, да не кажам, ако се биле од поголем или елементарна непогода, значи е стол кој што возможува висока безбедност на пациентот. Да се вратам назад за минимално инвазивните
техники, значи тоа се дневна хирургија, кој што бенефит не само што има пациентот, туку има и целокупната општествена заедница, односно многу побрзо се враќаат назад на своето работно место и имаат нема дополнителни трошоци ниту за здравствениот систем. За здравствениот систем, болницата нема дополнителни трошоци, не ангажираме медицински персонал, побрзо се враќа на своето работно место, нема лузна рана 10, 15, 20 сантима, значи тоа се мали портали, дупчиња од по пола сантим, кои што овозможуваат од тие портали да се внесе и побрзо зараснуваат со тек на годините. 3 дупчиња од по пола сантим. Значи фактички после третиот, четвртиот. Како реагираат пациентите, бидејќи се навикнати еве кога ќе одат на операција со тоа ме зачуди, Александар. Со неколку денови да лежат во болница. Пациентите се ми изненадува тоа што тие се доста вака здравствено просветени, значи едуцирани, ми изненадува и они сами ме прашуваат дали ја правите оваа болница или сме ве слушале, сме ве гледале, дали ја правите оваа интервенција, значи лазерски они велат, не е тоа лазерски, значи артроскопски, дали ја правите ваква интервенција или онака, ако ја правите сакам со таква или директно доаѓа. Јас сакам за артроскопска интервенција на рамото или на рачниот зглоб и така натаму. Така, кога ја споменавте опремата, бидејќи долги години сте хирург, како е пред известен период, еве пред деценија, да се работи оваа хирургија која споменувавте, бидејќи тогаш и во Македонија било невозможно да се работи дневна хирургија? Да, ќе ја кажам, од научно-истражувачки аспект, ние во држава имавме само една магнетна резонанца. Значи, и да сакавме труд некој да напишеме, не можевме, пошто сите бара да бидат резултатите процесуирани, односно снимани на магнетна резонанца. Во мојата клиника, кај што работам јас, имаше двослајсен компјутер, Сега, значи, имаме за овие последниве, пошто ми е таза информацијата, ќе ви кажам на една исто вака јавна дебата зборувавме, за последнава година и пол, клиниката јас кај што работам, клиниката Хируршки Борис Цветинава Охридски, набавени се опрема во вредност од над 60 милиони денари. Значи, милион и нешто евра. Имаме, значи, за абдоминална хирургија, 2 ендоскопски столба, за урологија, проблеми со простатата, со бешиката, со бубрезите, имаме ендоскопски столб со биполарен ресектоскоп. Исто, единствени сме во државава, не само по овие операции на рамот и на рачниот зглоб, единствени сме во државава и со збогатување на капацитетите во Центарот за опекотини. Набавени се 2 система, клинитрони и кревети, кои што се специјални за луѓе кои што имаат, пациенти кои што имаат над 30-40% изгорена опечена површина на кожата. Операциони светла, го спомнав операциониот стол, без оваа опрема навистина и компликациите се поголеми, но го поставите прашањето како бил во тој период, значи навистина old fashion, сме потребувале оперативни техники кои може ли вие да си направите чисто споредба како било тогаш и колку време ви било потребно? Се сеќавам за чекање на тоа магнетна резонанца, сме чекале по неколку месеци. Нешто што можело да чека. Меѓутоа нешто има некои работи што не може да чека. Вие на пример скршеница, скршеница има на рамото, јас се треба да чекам компјутерот или магнетната резонанца месец, 2, 3. Значи ќе зарасне фрактурата, па треба да ја кршиме, па и ово на ново да правиме во на позиција анатомска која што треба да биде. Така да не би сакал да се потсеќам на тоа време, нека ни биде како историја. Како историја и како мементо за нешто што како што не требало да биде. Навистина многу се улага и во опремата, многу се улага во обуките. Не ме прашате за континуираната медицинска едукација која што за Франција престои за обуките кои што на ниво на државата. Кај било замислено пред 15 години сме оскудевале со средства да отидеме негде, сме молеле по фирми да ни дадат спонзор. Сега државата тоа го возможува. Значи во закон е ставено да секој мора да оди доктор на соодветна едукација и искуството што ќе собере од таму да дојде да го примени, дали е хируршка гранка, дали е интернистичка, дали е гинеколошка и така натаму, да го примени. Видите, Македонија има многу добар здравствен кадар. Значи
тука се докторите, Добра школа, медицинска, што би се рекло. Тука се пред се носителите на дејност од докторите, но и сакам да ги пофалам и медицинските сестри, болничарите, сите кои што се уклучени во таа тимска, во таа тимска работа, ние работиме во интерес на здравието на пациентот. Видете, медицинскиот персонал, без разлика дали се работи за доктори, за сестри, така натаму, имаат видено многу човечки трагедии. Пред се за собраќајните незгоди. Така. Тоа се емоции без таа опрема, без таа континуирана медицинска едукација или инвестирање во здравствената инфраструктура не можеме. За било која провиненција се работи. Не ги разликуваме, мада сме поларизирани, не ги разликуваме ние докторите, пациентите по боја или по припадност или верска или оваква или онаква. Значи тоа е травма жртва. Значи он Александар не прашувате вие во брза помош кој така да. Пациентот травма жртвата не избрала нас. Јас сум денеска сум дежурен и што ќе дојде во градот Скопје, значи јас сум должен тоа да го третирам на оној начин на медицина базирана на докази. Како и сите пациентот нема време да се луксизира. Ако направиме споредба со минатото што ме кажу, он нема време да чека за компјутер, да чека за магнет, да чека за лабораторија, да чека докторот да го најде. Значи, нема пациентот време, тоест, некој се и секунди и минути. Еве ќе во сега ми навира една асоциација пред не е многу далеко, пред една година, доаѓа момче со отворена скршеница 20 годишно на бутната коска, коската надвор, крвари од артеријата. Во исто време треба да со едната рака да го стопираш тоа, во исто време да ја санираш другата повреда, дали не дише, дали дише, дали проблем со проводност на дишните патишта, со јазикот и така натаму. И ти ја чекаш фамилијата, значи те гледа тука да помогнеш, да направиш тоа што треба да направиш. И се што знаеш во тие моменти е дека најголем соработник ти е времето. Так. Значи можеш со секунди, мозокот не може да издржи повеќе. Некој надвор го чека да слушне го чека фамилијата, го чека него татко му, мајка му, девојката, така. Значи сакам да кажам, без опрема ништо не правиме. Так. Без континуирана медицинска едукација, ништо не правиме. Затоа, мислам дека колку ви помогнува, ќе ве се извинувам што ќе ве прекинам, ова современа опрема и во време и во побрза диагностика и попрецизно, значи лично вие бенефитите ги чувствувате ли во сала или во амбуланта? Токму за тоа зборував, да го спомнав операциониот стол. Значи пред се работи за безбедна хирургија. Значи безбедна хирургија, што тоа значи? Значи дека пациентот легнува на столот, имаме сега модерни средства за анестезија, анестетици. Еве, заборив да ги спомнам и анестезиолошките столбови, кои што во една секунда, во една минута, преку 30 параметри следи анестезиолога. Значи, тоа е безбедна хирургија. Од друга страна, па ни овозможува пациентот да си заспие, како што заспива во сон, кој што велам ја често на анестезиолог, како бебе го заспавте, и се буди, значи, како што се буди на сабај. Без да го имаме притисокот, ајде побрзо работи, ајде, ако било пред 100 години, пак еден куризитет ќе ви кажам, ако било пред 100 години брзината, одлучна, бидејќи не била развиена анестезијата, хирургот морал на брзина да го заустави крварењето. Так. Разбирате, сега ние хирурзите барем во него чувствуваме тој притисок. А колку треба да се работи оперативната интервенција? Саат, 2, 5, 6, 10 сати. Значи, имаме на располагање можност да завршиме работата која што сме завршиле. Она што треба вашите слушатели да го запамтат, бидејќи зборувавме на почетокот за превенцијата, дај Боже да не дойдат во мојата операциона сала. Дај Боже никош да не дојде да легне во овој современиот операцион стол, но ние треба да бидеме спремени. Многу поважни се превентивните мерки отколку значи куративата. Меѓутоа пак ќе кажам, кога ќе дојде травма жртвата, пациентот со скршеница на рамо, скршеница на бутна коска, на карлица или слезинката, ние немаме прсната, ние немаме време да бараме да се јавуваме и донеси ми ваков клин, донеси ми онаков клин или пак нешто што е адекватно за таа скршеница. Така, споменавте превентивата е битна, бидејќи но секогаш постои некои работи кои не може да се контролираат од човечки фактор, како елементарните непогоди, затоа сте вие тука. Накратко за самиот крај од ова гостување, како успевате да постигнете, секаде ве гледавме и за поплавите, и за земјотресите, секаде сте постојано во корист на пациентите?
Не спијам многу, помалку часови спијам. Ние травматолозите, значи травматологот е доктор, дел од медицинската наука, кој што се занимава со лекување и збринување на повредите. Покрај сообраќајките, како што ги спомнавте вие, тука се и земјотресите, елементарните непогоди, спортските повреди, индустријскиот травматизам и така натаму. Имаме многу добар тим на мојата клиника кај што работам, помлади доктори кои што навистина се верзирани и користам оваа прилика да ги поздравам. Навистина сме како тим доста пожртвувани и никогаш да не дојде таква елементарна непогода каде што ние травматолозите би требало да реагираме. Затоа подобро да се зборува за превентивните стратегии отколку за оние работи за кои што за последиците и за лекувањето кое се осврнавме. Да. И за крај од ова гостување една порака до сите наши слушатели, како да живеат? Ако ние хирурзите брзаме во операционата сала, ако ние хирурзите сме принудени да работиме со многу поголема брзина, секогаш кога го управуваат возилото или се како пешаци да се движат внимателно и со многу помала брзина отколку што мислат дека треба да развијат, бидејќи 101 сантим многу може да ги кошта во животот. Значи, нашето мото на травматолозите е life is movement, movement is life. Животот е движење, движењето е живот. Да, движење, меѓутоа во природа и не по секоја цена се стигне на дестинацијата која што ја планираме. Трнете си 5 минути, 10 минути порано, за да стигнете здрави и безбедни таму. И уште една као порака сакам да кажам, што е многу важно, не дозволувајте да одат кај непрофесионалци, кај приучени, вакви, онакви, местачи, неместачи, лајци, или употреба на ваков лек или онаков лек. Не. Значи си има медицина, медицинската наука доста се развива, е развиена во последниве 50 на години и секој ден граби понапред и понапред. Така да, како заклучок би кажал, значи, секојаш да се јавуваат на адекватна, на доктор по адекватна медицинска специализација. Ви благодарам за овие корисни совети и за гостувањето во Здравје. Се надевам дека со нови методи, нова опрема ќе ве имаме повторно во некое наредно издание на емисијата Здравје. Ви благодарам за поканата да учествувам во вашата ценета и слушана емисија. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани, следевте емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Јас сум Александар Динев, со вас секој вторник од 11 до 12 часот. Денешен мој соговорник беше професор доктор Виктор Камиловски, хирург, травматолог во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски. Се надевам дека во иднина ќе искористите барем дел од, ќе практикувате барем дел од советите кои ги слушнавте од професор Камиловски. Пред се во однос на сообраќајните несреќи да не се брза, бидејќи секоја секунда со забрзување на возилото значи и чини живот. Тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денеска сме вторник, 18 октомври 2016 година. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Далибор Зафировски и Дине Вучков. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје наредниот вторник во 11 часот. Од мене до слушање и имајте убав ден. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје.